Во Штип е отворена првата продавница за пари во регионот и работа веќе има над сите очекувања. За само 24 часа од отворањето по пари или информации во представништвото на едно од неколкуте фирми кои се занимаваат со оваа дејност поминале над 50 лица. Јас само што идам од там заради информацијата да ја добијам од лице место. Мене ме интересираа условите, иако знам дека пари ќе земам секако, зашто на мене ми требат итно овај момент, а не ми се позајмуваат блиски. Зошто на луѓето им требаат толку многу брзи пари? Оти немат други и морат да тражат брзи пари. Не може да обстанат со плати, со пензии, а требате трошоци има. За кредити не знам. За нас сиромасите, за лековите не ни стига што земаме ние. Оти немат на суд. Па на кој што има потреба, некој има дугови, некој да пазарува нешто. Така нема, зашто ќе зема друго. Шом нема, ќе позајмува. Дали секогаш луѓето позајмуваат пари кога навистина им требаат или некогаш и непотребно? А има тие комарџи, некои проверанти. Земе па не врне. Па има и некои што зимат за луксус, кој сака подобар живот да живее, зима, после се ги враќа. Тие ги осудувам истото да земи пари или кредит изади на одмор шо да. За мене е тоа луксус. Но брзите пари во денешно време чинат многу, но тоа е нешто на кое при земањето на парите практично и не се мисли. Така, ако се задолжите кај нелегалните лихвари, месечните камати се движат од 2 до 5% во зависност од висината на сумата. Доколку задолжувањето е во некој од така наречените легални продавници за пари, условите се уште полоши. Пример, ако се одлучите да позајмите 12.000 денари на 3 месеци, месечната рата е 5.012 денари или 3.036 денари, односно цели 25% повеќе, што е над 8% камата на месечно ниво. Доколку враќањето на сумата од 12.000 денари се прологира на 24 рати, тогаш во овој период треба да се вратат 27.504 денари, односно над 110% повеќе.